Денес се одбележува Меѓународниот ден на мирот, прогласен од Обединетите нации во 1981 година, кој има за цел да поттикне да размислуваме за глобалната хармонија и да промовира прекин на огнот и ненасилството. Ајде да размислиме заедно тогаш. Геноцидот во Газа, градовите претворени во прашина во Украина, војните во Јемен, Судан, Мјанмар, Етиопија, а листата нема крај. Секој од овие конфликти е потсетник за нас дека мирот во овој момент се чини дека е луксус, а не право. Потоа, тука се Обединетите нации, светилникот на меѓународната дипломација, символот на глобалниот мир, често критикуван поради бавниот и неефикасниот пристап. Наместо вообичаените декларации и резолуции кои често не се спроведуваат, улогата на Обединетите нации во вакви ситуации е да преземат конкретни чекори за прекин на огнот, да воведат директни санкции за одговорните за војните злосторства или да градат меѓународни планови за враќање на мирот. Што имаме наместо ова? Мировни разговори, изрази на загриженост, напори за посредување и обезбедување на хуманитарна помош, сепак нивното влијание е значително ограничено. Така што, на овој Меѓународен ден на мирот, додека размислуваме за мирот или неговото отсуство, можеме ли да кажеме дека 21 септември е само обичен ден во календарот?